Со својот настап Супер Хикс банда инструментале синоќа на летната сцена на Домот за култура Марко Цепенков во Прилеп го затворија мултимедијалниот фестивал Цело е кога си има 30, кој што во изминативе 15 дена се одвиваше во Прилеп и Крушево. Фронтменот на Супер Хикс Петар Младеновски, или познат како Пеце, истакна дека ова било тажна година и половина за музичарите, но за среќа ова лето малку се поместили работите, така што тие биле на мини турнеја во Бугарија и низ Македонија. А конечно, по 5 години пауза, сега се повторно во Прилеп. Види, Македонија не само што и фала вакви настани, јас и претходно бев еден од најголемите борци за што повеќе културни настани на кои што пред се ќе настапуваат домашни изведувачи и македонски музичари и артисти. Со коронава, како да ви кажам, тоа малку не дотепа, па малку и бев искрен да бидам разочаран и од реакциите на јавноста, кога баравме некакви протоколи и услови за настап, па некако ни се нафрлија дека добар дел од оние кои што ги читаат вестите по порталите, а се внесуваат на музичарите дека ние сме оние кои што ја шират заразата, чумата, па тоа некако беше наметнато како генерално некој став и мислење и од здравствените работници и од оние комисии кои што ги одредуваат протоколите, така што ако сега не ни недостасуваат и немаме потреба од вакви настани, не знам кога. Едноставно еден тон мои драги колеги се доведени во ситуација последнава година и пол, можеби повеќе, да не само да не можат да екзистира, да немаат буквално леп да донесат дома од она што до вчера го работеле, тоа биле редовни настапи и концерти. Се надевам, пак велам дека ова наскоро ќе се среди, ќе се доведеме во некоја понормална ситуација со корона, дека ќе се вратиме на оние нормални услови за настапи, дека ќе свириме не само во летните месеци, бидејќи некако тоа така изгледа сега, дека за некоја недела ќе престане, па повторно ќе одиме во принудна пензија. Ќе видиме што ќе се случи. Пеце им се извини сите оние кои што поради ригорозните протоколи не беа во можност синоќа да го проследат нивниот настап и одличната забава. Но во секој случај драго ни што сме во Прилеп, иако под едни чудни околности, и јас морам да им се извинам на сите кои што можеби и нема да успеат да влезат вечерва тука на овој прекрасен простор кај домот Марко Цепенков, бидејќи навистина е пријатен и убав амбиент, а овие последни мерки кои што се донесени и начинот на кој што може да се присуствува на настаните, па и да се настапува, се малку и повеќе од тешки за и услови тешки за работа, можам слободно да признам, бидејќи ете, некој може да влезе, некој не може да влезе, некој има сертификат, некој нема. Тоа по мене не е фер, не е коректно и се надам дека многу скоро ќе одржиме уште еден далеку понормален концерт. Не дека овој нема да биде нормален во смисол на свирењето и атмосферата што ќе ја пружиме, меѓутоа да може секој да дојде и да го осети она што Супер Хикс го прават, а го правиме веќе 27 години. Во подготовка бил и нивниот нов албум, но полека започнувале и да се спремаат за јубилејот 30 години Супер Хикс, но не сакаше да открива повеќе детали околу ова.